Па токму е и тоа целта на воведување на овие две вакцини, пнеумококната и ротавирусната вакцина, затоа што најчести причинители на горнореспираторни, долнореспираторни инфекции и на тешки инвазивни болести токму е пнеумококот и видовте дека најчести консултации и хоспитализации се токму доенчињата и малите деца. А целта на оваа вакцинација, која што влегува во редовен календар, е токму доенчињата и малите деца да бидат заштитени од тешки пнеумококни инфекции кои што бараат дури хоспитализации и може да остават и последици понатаму по здравјето на детето. Исто и со ротавирусниот ентероколит, кој што е најчесто во кај доенчињата и малите деца и ризично се секако и децата кои што посетуваат градинка. И повторно ќе кажам, таа возрастна група се и најризични за компликации и потреба од хоспитализации. Се надеваме дека со воведувањето не само кај нас и студиите во другите земји покажале дека по воведувањето на овие вакцини драстично се за 90% се намалува во поглед на гастроентероколитот кај децата, како и амбулантски, така и во потребата од хоспитализации, а исто така и пнеумококната вакцина има ефект до, да речеме, до 90% намалување на оние инвазивни пнеумококни болести кои што се тешки, кои што бараат хоспитализација, а негде помеѓу 50-60% намалување на тешките пнеумонии, тешките отити, кои што се предизвикани од пнеумококната вакцина. Сето тоа фактички делува превентивно, поздрави деца, помалце препишување на антибиотици и тоа е инвестиција и во здравјето на децата.